Се сака со дела, но најдобро се промовира преку културата, уметноста, традицијата, фолклорот. На неизе тоа одлично и оди од рака. Таа е музиколог, истражувач, пратеник. Добро утро и посакувам на Велика Стојкова Серафимовска. Добро утро, Величе. Добро утро. Како е овој понеделник? Добро, убаво. Понеделнички вела да тргне и неделата. Да, неделата, да. Убаво. Да. Каде и да одите, со себе ја носите љубовта кон фолклорот, кон традицијата, кон изворната македонска песна. Преку танец, преку Институтот за фолклористика, Драмскиот театар, па и во Законодавниот дом. Голема е таа љубов. Голема е и не може да биде мала. Јас сум македонка, како што рековте, етномузиколог по професија, по струка, што значи дека мојата професија е да ја истражувам македонската музичка традиција, танцова традиција, македонскиот музички фолклор, но и македонското нематеријално културно наследство и еднаш кога ќе почнете да се занимавате со таа професија така директно во комуникација со носителите на таа традиција, навистина не може да останете рамнодушен. Јас од мојот прв момент во далечните 90-ти години кога студирав етномузикологија, кога прв пат појдов на терен, тоа е нашата работа, се заљубив во мојата професија и сум една од срекните што можам да кажам дека во животов не работам, бидејќи си ја сакам професијата. Тоа што си го сакаш не ти е работа, туку ти е љубов. Мојата професија е мојата љубов. Голема е љубовта, но големо и традиционално ви е името Велика. Да, имам ретко име. Родена сум случајно на Великден, иако се знаело, името го имам добиено по мојата прабаба. И како што созревам, како што стареам, така се повеќе си го почитувам и си го сакам моето име, бидејќи ја откривам другото значење на името. Си ја сакате професијата, неуморни сте во промоцијата и афирмацијата на она по што сме познати во светот. Вие сте единствениот УНЕСКОв лиценциран експерт за промоција на нематеријалното културно наследство. Да. Точно дека сум како единствен фасилитетор, олеснувач, обучувач за заштита на нематеријалното културно наследство од УНЕСКО. Ги поминав тие неколку обуки кои што се однесуваат на целиот тој сегмент, тоа што нематеријалното културно наследство е многу широк поим, тоа не е само музиката, тука спаѓаат сите експресии, сите културни форми кои што ги имаме ние како поднебје, од занаети до приказни, до верување во традиционална медицина, секако пеењето, инструментите, ората, сето тоа е едно нематеријално културно наследство, кое што ние го имаме во изобилство, кај нас е за среќа и живо, се уште е живо. И можам да кажам и дека убаво е кога човек е пушта да работи на работа во која што е на некој начин пионер. Така да целата таа имплементација на УНЕСКОвата конвенција која што е пушната во Македонија некаде во 2010-11 година, ратификувана е во 2006, меѓутоа подосна почнува со имплементација и практично една многу убава работа, бидејќи комуницирам директно со носителите, директно со заедниците кои што ги практикуваат тие културни форми, без разлика реков дали е тоа оро, дали е песна, дали е ритуал, дали е обичај, занает. И навистина таа работа е многу динамична и истовремено многу племена, бидејќи станува збор за зачувување на нешто што една заедница го смета за свое и за нешто што е дел од нивниот, нашиот идентитет. И сега кога ќе споите таа култура со вредноста и значењето на културата за нашиот македонски идентитет, тогаш нормално дека гените проработуваат и дека не можете да останете рамнодушен и затоа и си ја обожавам мојата професија, можам да кажам. Умееме ли да си го заштитиме културното наследство? Зависи како зборуваме, институционално или неинституционално. Неинституционално кај нас културното наследство се чува природно, стихино, да кажам, се пренесува од колено на колено.
култури имаме многу форми за кои што луѓето не се ни свесни дека тоа е дел од нашето културно наследство, што се однесува на нематеријалното, а материјалното кое што треба да се чува институционално пред се. Па тука се движиме така падни стани, 3 напред, 2 назад. Не сме, според мои критериуми, според она што ги налагаат УНЕСКОвите конвенции, имаме уште многу да направиме институционално, за да навистина сериозно се грижиме и го чуваме нашето културно наследство, кое е навистина исклучително богато и препознаено во светот. Имаме капацитет да го направиме? Имаме, секако си постојат механизми, значи УНЕСКОвите конвенции имаат воспоставено механизми, воспоставено алатки како треба да се чува. Долго ги следиме тие алатки, навистина не е никаков проблем, значи постојат навистина цели програми како може да се заштитува, како може да се чува, како може да се интегрира во денешницата, бидејќи спориме за еден процес кој што треба да представува всушност интегрирана заштита на културното наследство, и материјално и нематеријално. Несебично се давате во промоцијата и афирмацијата на културното наследство. Па може да ве наречеме и негов чувар? Може да кажеме дека не знам дали би се нарекла јас себе чувар, бидејќи во стручно чувари се. Мислам на етномузиколозите. Но може да кажем дека сум еден од чуварите кои што е задолжените за таа меморија, значи да се стави, да се зачува меморијата, да се истражи, да се напише. Тоа е нашата работа како научници, да ги запишуваме, да го запишуваме нашето совремие и сето тоа што се случува. Така да, на некој начин сме и ние чувари, како научници, како етномузиколози, како практичари. Кај вас веројатно проработела и генетиката. Вие сте керка на познатиот македонски композитор Стојан Стојков. И дали е тоа предност или обврска повеќе? Обврска повеќе. Сепак ќе кажам обврска повеќе, бидејќи треба да го оправдам моето презиме. И да, благодаря сум многу на мојот татко, не само за тоа што ме воспитал, не само за тоа што ме научил на основните принципи во животот, тука и заради таа љубов, бидејќи именно тој ми ја всади љубовта кон македонскиот музички фолклор и преку неговите приказни, преку неговото доживување, што е дел од неговата композиторска мисла постојано, тој е препознаен под користењето на фолклорот. Мислам дека на тој начин и јас се влюбив во нашиот исклучителен македонски музички фолклор. Оние кои ја познаваат Велика, знаат дека на срце и лежи изворната македонска песна Велика и убаво пее. Да ве вратам низ времињата назад, кога бевте член на вокалната група на танец. Од оваа временска дистанца, имаше ли некоја песна кога ќе ја отпеевте, што буди кај вас посебни емоции, што ви навираат солзи на очи, ви се ежи кожата? Јас уживам во македонските ритуални песни, во оние тешки, двугласни, бурдонски песни. Навистина тие ми се омилени, бидејќи се тешки за пеење, но истовремено го прават оно спој со природата, со традицијата, ве враќаат назад на вашите корени. Се чувствува тоа, докато не се почувствува, не може ни да се испее, не може ни да се издржи. Во танец ја основавме, меѓу другото и основавме групата Бистри води, со која што реконструиравме многу песни. Моите омилени се егејските, бидејќи тоа е навистина еден прекрасен мелос, не секојдневен, трогласното егејско пеење, кој што е тешко за пеење, но во принцип сите изворни македонски песни ме ежат, ете и ги сакам, без разлика која. Освен изворната македонска песна, каква музика сака да слуша Велик? Повеќе сум по джезот, по рок, world music, етно. Тоа е мојата секако класика, нормално факултет за музичка уметност, немаше тоа да не се сака, но джезот е тоа што најмногу ме релаксира, најмногу ме опушти. Од каде ја црпите енергијата за денот пред вас? Љубовта кон се, кон природата, пред се кон моите деца, кон моето семејство. Денот убав да почне, пред некогаш е сончево, па си велам колку е убав денот што е сончево. А што ве вознемирува и што ве растажува?
Ме вознемирува лагата, ме вознемирува кога е некој лицемерен, ме вознемирува кога нешто не се прави како што треба, кога не е правилно, кога знам дека може, а не се прави така, кога гледам дека има капацитет, а не се користи тој капацитет. Како стартува денот за вас? Со кафе и со прошетка на моите миленичиња. На што ќе се концентрирате во наредниот период? И вечерва патувам за Истанбул, одам на научна конференција, научен симпозиум на ICTM, каде што ќе презентирам тема, ќе учествувам на симпозиумот. Веќе некаде кон втората половина во месец мај ќе бидам обучувач во Белград во однос на зачувување на нематеријалното културно наследство на Србија како експерт УНЕСКО. Работам истовремено на неколку проекти. Вклучена сум во Еразмус проект кој што е исто повторно поврзано со нематеријалното културно наследство. Постојано има работа. Јас се обидувам покрај пратеничката функција сепак да не излезам од својата професија, да бидам во тек со сите научни текови во светот, но и во она што се вели заштита на културно наследство, така да постојано има работа. И вечерва патувам за Турција. Бидејќи во животот не се оди на прсти, се гази здраво, посакувам и натаму да газите цврсто и здраво во она што со љубов го работите. Благодарам што ова утро бевте гости на Македонија на утро. Благодарам јас на поканата и посакувам убава работна недела на сите.